Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Мој поздрав до сите оние кои што го посакуваат она, на кои што им ја испраќам ова гласба од Тоше Проески и воедно ги повикувам да не го прават тоа со Владо Павлов, што не би сакале на ним, на нивните родители и на нивните деца да им го прават. Почнуваме. И воедно ви подсетувам дека мојата битка, мојата мисионерска порака, мојата мисија не е да се борам за просветление кај сите вас и истите вие. Не утре просветлените да бидете Владо Павлов. Затоа што секогаш Владо Павлов, поради вашето его, поради вашата себичност, поради вашиот комплекс на неизживеаност и неисполнетост, станувате непријатели на Владо Павлов без моја причина. Зошто? Затоа што не сакате да си признаете од каде ги црпите информациите и не сакате да си признаете зошто толку зло има во вас, а толку е се просто и едноставно. Бидејќи Владо Павлов не се декларира како Владо Павлов, туку секогаш ова знаење го декларира како дело на изворот на знаењето. И сум еден обичен меур кој го пренасам до сите вас и најмалку што сум имал причина и сите вие стотици илјади кои што поминавте преку Владо Павлов, посебно вие најблиските, да бидете Владо Павлов, а најмалку што сум сакал е да се нафатирате на материјална основа поради Владо Павлов и делата на Владо Павлов. Нека ова гласба од Тоше Проески биде порака до сите вас и за вашата неуспешна мисија до сега со биолошкиот атентат врз Владо Павлов. Не му го правете тоа што не сакате на вашите мајки и татковци и деца да ви го прават, а вие веќе му го правите на Владо Павлов.
облаци, кога не кешти, камо среќа да ми изгаснат очите, ако врз тебе се послани, тој пак не живи. Полско цвеќе младне ка ме покрие, душа нек ми љубат облаци, кога не кешти. Ама кога Бог те остава и кога Бог до ден денес се справува со правдата и со сето она што вие имавте за цел да го направите, да присвоите, да отуѓите, да киднапирате нешто што е дадено на мојот македонски народ за личен ваш интерес, независно дали ќе успеете да земете тендер повеќе, со сето она што сте го научиле и сте нашле начин како да се доближите до слабата точка на олигарсите, а тоа е гробот, нели, наводно на Александар. И другите останатите. Пример, да бидеш председател на докторите и докторките во Стопанска комора. Ама со тоа треба да газиш мртви лешови. Треба да газиш едно дело Божио. Треба да фингираш сценарија во Министерство за здравство. Да измислуваш приказки, дека услугите и солената соба наводно е здравствена установа и нешто што се бараше ова година и пол од мене, од мојот тим, од центрите на Агапи. Многу мизерно и бедно. Зошто? Затоа што Владо Павлов им смета на многумина. Им смета на онија кои што манипулираат сега дека пчелата не била артефакт наводно. А истите велеа дека цвеќето на живота е символот на рајската градина, на Еденската градина, а Еден е само македонски збор. Исто така не е значено нешто за Македонија. Ама ете денес е во подрумските простории на МВР Довлочани и останува статус кво и со новата влада на Република Македонија, несвесна дека ќе се гуши и ќе тони онаму каде што оставила во канализација предходната, пред нејзе предходната и на крајот, ако не преземе активности, веруете ми, ова влада ќе биде ставена на линч, затоа што народот има кратко памтење, затоа што македонскиот народ е до гуша во долгови, затоа што веќе на македонскиот народ му работи стомакот, гладење и не знае како да се прехрани, а тек како да го преживее зимото. Колку е пасивна новата влада на чело со Мицковски, пред сите овие аргументи и докази, толку повеќе ќе биде највиновна за сите влади во Република Македонија, од првата, од Клюсев до ден денес. Сакате, разберете ме. Сакате. Ич не ме разбирате. Јас, оно што го најавив пред 3 години, и прв му честитав на Христијан Мицковски, премиерско место, и никогаш не покренав иницијатива да се доближувам како сите тоа што го правеа.
Моите пророчки способности се докажаа се исправни и точни. Еве сега, повторно, објавувам нешто кое што не би сакале оние кои што се на власт ниво сонде и се случи. А тоа е да бидат виновни за сите оние криминалци, бандити и штетници на ова општество, предходници на сите нив. И се додека уште и ова влада и наредна и било која друга влада го толерира црвениот папа Бранко Црвенковски и се уште го премолчува лажниот атентат на Кирота Ушанов Глигоров и се додека не прави реорганизација и ревизија на влашката приватизација, на рамковниот договор и на се оно што значи Македонија, веруете ми, македонци мои, колку и да е добра и да придонесува за македонскиот народ ова влада, таа ќе биде ставена на дното. Затоа ве повикувам сите заедно да застанеме во одбрана на Македонија како македонци, не како ВМРО-вци или СДС-овци, не како албанци, како власи. Сепак Бог сакал денес сите ние да живееме на ова свето парче земја и треба да го прифатеме. И се разбира, ние сме космополити. Ние сите сме браќа и сестри. Затоа за Владо Павлов Мухамед и Исус. Затоа за Владо Павлов знае дека сите ние се напојуваме од еден исти извор на вода. И ве уверувам дека со сите сценарија кои што ќе се одвиваат на глобално ниво, а земјата и Балканот ќе се тресе се повеќе и повеќе, нуклеарната ќе дојде, биолошките атентатори уште повеќе ќе се зголемат. Ама земјата на Китим, земјата на македонците, ќе обстои. И сите оние кои што се израелите од Бог во ова земја Китим, ќе го преживеат Армагедон. И секој оној, како премиер кој му е даден од универзумот, ако не започне во ова нова ера со чистење на сите оние штетници пред него, ќе биде прогласен за најголем штетник од овој македонски народ кој што повеќе нема трпение, затоа што доаѓа тешка зима, затоа што е измрзнат и затоа што е гладен и нема веќе толеранции, независно дали е албанец или македонец. Овие дела, доколку не бидат обелоденети, не почитувани и не поддржани како претходната влада и пред претходната од времето на Никола Груевски и пред претходната од времето на Бранко Црвенковски, земјата сама ќе се отвори и ќе го докажи ова, бидејќи за Бог нема премиери, нема председатели, нема лица кои што се вработени. За Бог сите сме исти, Христијане Мицковски. За Бог сите сме исти, министре Тошевски. Немојте да влегувате во филмот на вашите предходници, бидејќи видовте каде завршија тие. И ако не сте зеле поука од минатото од нив, вие ќе бидете прогласени, иако најмалку виновни, за најголеми штетници. Затоа започнете од почеток. И ово го кажувам од дното на душата. Исто како што ти честитав Христијане Мицковски уште пред 3 години, премиерско место, а се сеќавате сите вие македонци мои.
Ете јас, Владо Павлов, Христијан Мицковски од кланот на Мицко Крстик, те уверувам дека ако не преземеме активности сите заедно против овие штетници, вие ќе бидете најголемото зло за Македонија, иако најмалку виновни. А има многу за чистење. Да земеме метлата и да го чистиме ѓубрето во Македонија и пораката од Бог затоа што тој вели Армагедон само ќе го преживее Китим и китимците во новото време. И тука нема толеранција пред никого што нема да започне со создавање на една држава Божје повторно, каде што ќе нема оживување на Молохот и ритуалите на црното козле, туку едноставно ќе го чекаме нашиот војсководец, нашиот водач, овенот со подвините рогови, кој што ги се спротистави на сите овие злобни сценарија и на се оно што значи штетник во Република Македонија. Ајде, запрчете ги ракавите, христијане, и направете го македон патот на војсководецот кој доаѓа и кој е тука, овенот со подвините рогови, затоа што тој е тој што се спротиставува на црното козле, на Антихрист и сите оние сценарија кои што ги припрема Антихрист во Македонија. Бата ли го Христијане Мицковски култот на русите и на Путин? Бата ли го и култот на грчката лажна фалсификаторска историја која создаде Англо-Америка? Бидејќи Бог повеќе нема трпение и застанете пред Бог и пред неговиот матичен брод и викнете најсилно: ние ќе се бориме против сите штетници на ова земја на Бог и на сите оние кои што ја уништува и кои што имат за цел да ја прегазат. Независно дали денес има куќа над гробот или споменик над најголемиот храм и акрополата на древната Сана. Независно дали денес има Аснон масон над престолнината и куки над изворот, не мораме да обелодениме вистината. Затоа што необелодувањето на вистината, која што е поврзана со Македонија, таа е сконцентрирана најмногу во дребна територија Матеја, Брегалничкиот регион. Ние до ден денес и во иднина нема да продолжиме да ги уживаме благодетите. Многу пати тој Бог се спротиставувал на злото во неговата земја. Само поради тоа што ние, себични, егоистични и љубоморни македонци, не сакаме да го прифатиме неговото мнение и да се спротиставиме на Молохот. Така камен на камен не останало до Ерусалим. Ерусалим во Македонија, Христијане Мицковски. И никогаш никој не може да ме убеде за Ерусалим во Палестина. Бидејќи ако Бог сакал камен на камен да не остане Христијане Мицковски и сите вие во ова влада, тогаш
од каде некој измислил зид на плачот? А плачот е поврзан со Еремија. Само Македонија има